Почитувани гледачи, 10 минути по 14 часот, термин резервиран за почеток на Отворено студио 1 на 1 ТВ. За жал, денешното Отворено студио го почнуваме со тажни информации, со информацијата дека 14 лица ги загубија своите животи по стравичната сообраќајна несреќа која што се случи во текот на вчерашниот ден кај селото Ласкарци на излезот од Скопје. Според информациите, досега се познати имињата на 8 лица кои ги загубија животите. Тоа се Ајден Исмаили, Зоран Давидовски, Раметула Абдурахими, Јовица Трпевски, Онур Садику, Бесим Камбери, Бобан Аврамовски, Есад Емрули. Досега ова се 8 лица кои што ги загубија своите животи од вкупно 14. Во овој момент нема да ги прочитаме најавите за тоа што ќе очекувате денеска. Јас би ја повикал режијата со слика да одиме кај селото Ласкарци. Таму ја имаме колешката Искра, Петческа Искра, што во моментов се случува на местото каде што се случи трагичната несреќа во која животите ги загубија 14 македонски државјани. Така, Антонио, јас се надевам дека гледачите на еден телевизија можат задмире да ја видат стравичната слика што вчера потресе Македонија нешто по 17 часот, односно остатоци од автобусот и сето она што се случувало синоќа овде во селото Ласкарци од излезот на Скопје кон Тетово и Гостивар. Имено овдека што туку заврши увидот каде што увидна екипа на основното јавно обвинителство, Бирото за судски вештачења, Машинскиот факултет и Министерството за внатрешни работи повеќе од 4 часа собираат докази за да објаснат или за да утврдат што точно се случи вчера и како автобусот излета од автопатот од Скопје на кај Тетово. Она што може да забележат гледачите, верувам, од камерата на нашиот колега снимател Горан Младеновски е дека во овој момент пристигна кранот кој што треба да го подигне автобусот и да го однесе во касарната Ѓорче Петров, каде што професори од Машинскиот факултет ќе вршат вештачење на автобусот за да може да докажат што точно се случило и дали причината за оваа страшна трагедија е неисправноста на автобусот или можеби човечки фактор. Зошто го велам ова? Бидејќи уште од вчера и денеска кружат различни моабети, така да ги наречам, што е причината за несреќата. Меѓутоа, бидејќи станува збор за голема трагедија, никој не сака да си поигрува со информациите и затоа темелно ги проверуваме. Она што може да објавиме, иако морам да нагласам дека е неформално, е дека причина за несреќата не е пукната гума, како што утрово претходно ни беше кажано. Од МВР се уште не излегуваат со детали, нити пак од обвинителството. Сите најавуваат соопштенија или подоцнежни изјави од кога автобусот што е зад мене и кранот кој што пристигна пред некои 15 на минути ќе го кренат автобусот и ќе биде пратен на вештачење во касарната во Ѓорче Петров. Инаку утрото кога пристигнавме на самото место на несреќата, ги затекнавме локалните жители кои се уште не може да поверуваат што се случи во нивниот двор. Имено во ова линковско вклучување се воваме токму од локалната кафеана каде што секојдневно се собираат луѓе од она што може да ни го посведечат вчера. Кафеаната била полна кога слушнале страшен тресок и лелеци од повредените граѓани и веднаш излегле да видат што се случува и секако да притекнат во помош. Успеавме да го најдеме човекот кој што прв стигнал заедно со својот син и со својот внук со 2 возила за да помогнат и кои што успеале да го реанимираат шоферот и заедно со уште 5 други повредени да ги однесат во болницата 8 септември во Скопје. Таму дежурен доктор бил Ридван Бајрами, кој што кога видел што се случува, алармирал дека станува збор веројатно за тешка трагедија. Пошто биле алармирани сите медицински установи, брза помош, Министерството за внатрешни работи. Јас тука предлагам да го слушнеме сведочењето на господинот Музафер Зибери, па после со повеќе информации пак ќе се вратиме на местото на несреќата. Слушав од куќата и стигнев за 1 минута со возилото и на брат ми детето
Имаше многу повредени луѓе, млади од Скопје што се вратија за Гостивар. И возачот на автобус што се превртел тука беше на самото место у асфалтот. Јас му дадов првата помош на возачот. Дојде до свестување и го покачив у моето возило. Со моето возило и уште 6 души сум ги превезел до војна болница. Беа живи, многу беа измачени. Таква слика не сум видел. Да видиш луѓе што живи и не може да ги извлечеме од автобусот, тоа најлоша слика. Искра ти благодариме за ова вклучување во живо од местото на несреќата, поточно селото Ласкарци на излезот од Скопје, каде што вчера вечер животите ги загубија 14 македонски државјани. Уште еднаш ти благодарам за ова вклучување во живо, а Елена, ние предлагам да се преселиме во Гостивар, таму е колегата Игор Стефановски. Така е, Антонија, како што спомена и ти, во Гостивар го имаме токму колегата Игор Стефановски, кој што по вчерашната трагедија, тој присуствува на комеморацијата пред општината и ќе ни пренесе дел од атмосферата. Игор, кои се најновите информации од таму? Тажен ден во Гостивар, граѓаните на овој град се во шок и тажни, преовладува црната боја на секаде. Објавени се некролозите со имињата на загинатите од тешката сообраќајка, а како што може да забележите од објективот на колегата Драган Котовски, на половина копје се знамињата и пред самата општина Гостивар, каде тука е прогласена на 3-дневна жалост, се забележува и црна машна на пред самиот влез на општината, каде што пред 2 часа се одржа комеморацијата, каде присуствува градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, премиерот Зоран Заев, председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Тие дадоа сочувство на семејствата, се потпиша во книгата за почит, а предлагам тука да ги погледнеме изјавите. Ја споделуваме големата болка со сите вас. Душата не боли за секој згаснат живот. Тоа се и наши сограѓани, тоа се и наши деца, беа и наша надеж. И тагата е заедничка. Зборовите за утеха во вакви моменти тешко се наоѓаат, зашто нема утеха за срцата кои тагуваат посаканите. И дојдов да ви кажам дека загубата е ненадоместлива, но не сте сами. И нема да ве оставиме сами. Духовно сме со вас и ќе бидеме секако со вас. А ќе бидеме со вас и во иднина. Преземаме обврска да помогнеме на семејствата со возможното и за тоа лично ќе се заложам. Исто така како влада и како надлежни органи, ве уверувам дека ќе сториме се за да ги расветлиме причините за трагичната несреќа. Како лекар по професија, во мојата работа, околу 20 години сум видел многу болка. Но никогаш и ништо не може да се спореди со оваа трагедија која е седната со вкрстени нозе во нашиот град. Никој не знае кои биле нивните последни мисли, но никој од нив не знаел дека ќе го загуби животот во еден ден како вчерашниот, кога се враќале во својот дом. Болката им останува на тие кои преживеаја. Болката останува наша. Уште еднаш ќе се враќам на 14 жртви. Го молам Господ да ги прости и да ги прифати што е можно поблиску. Се молам за да ги зајакнеме членовите на нивните семејства. Молете се за нас, молете се за Гостивар. Тешки се деновите кога искажуваме сочувство на роднините, пријателите, бидејќи сопраќајките се настани кога некој ни ги краде тие што ни се најмили. Кога некој умира, знаеме дека тоа е неминовно во животот, доаѓа смртта. Но кога се случуваат вакви настани, тие се уште потешки и поболни, затоа што тие што сме ги очекували да дојдат дома, никој пат не пристигнале. Затоа во овие моменти на тага, треба тагата да ја споделуваме и да помислуваме на живите
и како да им укажеме утеха, како на најблиските да им помогнеме да ги пребродат овие најтешки моменти во нивниот живот. По завршувањето на комеморацијата, државниот врв, односно премиерот Заев, председателот Иванов и градоначалникот на Гостивар Таравари се упатеа кон домот на пратеникот Благојче Трпевски, чиј што син почина во трагичната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Таму се беше и нашата екипа. Нормално не влеговме поради почит во домот на Трпевски, но сите соседи на пратеникот од СДСМ беа во шок. Во шок се и голем дел од гостиварчани со кои што успеавме да разговараме. На истата улица со пратеникот живее и шоферот на автобусот. Негови соседи велат дека долги години е вработен во туристичката агенција Durmo Toursa, со уште подолги години има искуство како шофер, претходно возел и камион. Сакам да напоменам дека на само 10 метри од општината Гостивар се поставени некролози, како и низ сите улици во Гостивар. Граѓаните ги гледаат починатите лица преку некролозите и се збогуваат од нив. Да видиме што велат. Поред Игор, ти благодариме за ова вклучување во живо од Гостивар. Јас би предложил тука да ја затвориме оваа тема за сообраќајната несреќа. Секако во текот на денешниот ден постојано ќе известуваме со нови детали за трагичната несреќа во која трагично животите ги загубија 14 македонски државјани. Би предложил сега, доколку колегата Сашо Ордановски го имаме во живо, да, тој е во овој момент во Брисел. Ордановски, кои се последните информации од Европската престолнина? Антонио, добар ден за тебе и за нашите гледачи од Брисел, од седиштето на НАТО. Да кажам дека денешниот ден овдека исто така започна со изразување сочувства, ни приоѓаат и нам, особено колегите од балканските медиуми, нам ни изразуваат сочувства, а и од официјалната делегација на Шекеринска дознаваме дека, например, средбата со Могерини започнала со сочувство по повод вчерашната трагедија на автопатот Скопје-Тетово. Инаку, овдека се одвива вториот завршен ден од самитот на Северната алијанса во Брисел, редовниот самит на Советот на НАТО, на кој што учествуваат министри за одбрана од сите земји членки. Денеска се расправа прашања кои што се врзани за финансирањето на организацијата, за нивните мисии во Ирак, во Афганистан и на Косово. Разговарано е за Косово и донесена е одлука до пролет НАТО да размисли, да види, да анализира на кој начин ќе се вклучи во претворањето на безбедносните сили на Косово во армија на Косово и дали воопшто да се вклучи за тоа. Разговарано е за подигнувањето на буџетите за одбрана на разни земји, бидејќи планот е во наредните 2 години, во споредба со 2016, тој буџет да биде пораснат за 100 милијарди долари. Да напоменеме дека од тие 100 милијарди, 30 милијарди ќе бидат дадени од Германија како собствено учество во подобрување, модернизирање на собствените воени сили. На крај само да кажам дека пред 20 минути заврши пресконференцијата на американскиот министер за одбрана Питер Шенихан, кој што е во својот говор, во своето обраќање до медиумите одвои навистина топли зборови за примот на Северна Македонија во алијансата. Се заблагодари на визионерското водство на министерката Шекеринска во процесот на практично припојувањето на Република Северна Македонија како 30-та членка во алијансата, што ќе биде, се разбира, потврдено конечно откако сите парламенти на земјите членки ќе го ратификуваат договорот за прием на Македонија во членство во НАТО. Антонија, тоа е за денеска. Има уште неколку состаноци кои што се одржуваат. Последната сесија предвидена за отприлика 1 час и со тоа ќе заврши Советот на министрите на одбрана на НАТО во Брисел за овој период, за оваа пролет.
Што ти благодариме за линковското вклучување од Брисел, секако и за информациите кои што ги сподели со нас и со македонската јавност. Ние се ближиме тука кон крајот на овој блок. За крајот само да напоменеме повторно дека во стравичната сообраќајна несреќа 14 лица ги загубија своите животи, 8 од нив досега се идентификувани. Елена? Да, така е, Антонија. Значи, сепак оваа тема, трагедијата, ќе биде во фокус на денешниот ден во отворено студио, исто така во вестите. А сега следува термин токму за вестите 14 часот и 30 минути со колегата Антонио Петрески, па потоа се враќаме повторно во отвореното студио 1. Останете со нас.